Добре дојдовте уште во едно наше издание, вашиот пратеник. Гостин во оваа наша емисија, вашиот пратеник, е пратеникот Емил Спасовски. Добре дојдовте. Благодарам на поканата и благодарам на можност. Пратениче, вие сте еден од помладите пратеници во ова наше собрание. Дипломиран машински инженер. По професија дипломиран машински инженер, но сепак сте пратеник овде. Што работевте пред да станете пратеник? Да, по професија сум дипломиран машински инженер на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. Професионалната кариера ја започна во јавното предпријатие Комуналец во Крива Паланка. Таму работев во периодот од 2013 до 2021 година. На локалните избори во 2021 година бев носител на советничката листа на ВМРО-ДПМН, при што бев избран и за советник во Советот на општина Крива Паланка, а потоа и координатор на советничката група на ВМРО-ДПМН. Таму бев еден од поактивните советници во тој период, за да во 2024 година бидам дел од листата за пратеници на ВМРО-ДПМН во избор на единица 3, каде благодарение на поддршката од граѓаните од Крива Паланка, но и на поддршката на граѓаните од цела изборна единица 3, денеска сум тука во собранието, односно сум пратеник. Така, роден сте во Крива Паланка, од нашиот разговор веќе можеше да се насети дека сте кривопаланчанец. Значи, од каде оваа желба да се стане пратеник, да се влезе во политиката? Па така, уште во средношколските денови би кажал дека практично во 2007 година, кога наполнив 18 години, станав член на Унијата на млади сили. Во тој период имаше еден интересен слоган "Тренд е да си УМС" и навистина е тренд да си УМС и тогаш, но и денеска. Потоа, како минуваше времето, поминував низ партиските структури на општинскиот комитет, за да во 2020 година бидам избран за председател на општинскиот комитет на ВМРО-ДПМН во Крива Паланка, функција која што ја извршувам и до денеска. Она што мислам дека е битно како на професионален план, така и во политиката, е тоа дека секогаш треба да се оди и да се напредува скалило по скалило или чекор по чекор, затоа што на тој начин се стекнува поголемо искуство и се носат поодговорни и подобри одлуки, како за нас самите, така и за работата која што ја работиме. Да, Крива Паланка е помала средина. Постојат нели традиции како и во поголемите средини, нели? Што најмногу влијаеше врз вас да станете ваква личност? Дали тоа беше семејството, средината, училиштето? Па да, роден сум во Крива Паланка, живеам во Крива Паланка, таму завршив основно и средно образование, таму ја започнав мојата професионална кариера, би рекол. Секако тука на прво место би го ставил семејството, моите родители, кои што во еден исклучително тежок период, односно би рекол транзицијски период, успеале да ни се посветат, да не израснат, да не образуваат и за да може денеска да бидеме тоа што сме. Меѓутоа, секако тука влија и околината, другарите од детството би кажал, другарите од училиште, политиката во голема мера, образованието исто така во голема мера, но пред се мислам дека клучна е работата и посветеноста, затоа што никој тука не дошол случајно, се е резултат на многу работа, многу потрошена енергија, голема посветеност и тука би ставил честност и тоа е пораката која што сакам да ја пренесам и на помладите генерации, дека со многу работа, со многу потрошена енергија, со многу труд и посветеност можете да постигнете многу без разлика на тоа од каде и да доаѓате. Така, пратениче Спасовски, сепак од целиот овој разговор видовме дека имате и поддршката од вашето семејство, ги спомнавте вашите родители. Сега сте и оженет, имате мало синче од година и пол. Колку ја имате оваа поддршка од сопругата
од премале синот година и пол, но еве колку ја имате поддршката од сопругата? Па да, не можеш да ја извршуваш оваа работа ако ја немаш поддршката од семејството. Ја имам поддршката од моето семејство, некако успеваме да ги менаџираме врските. Она што ќе го кажем во вашата емисија дека иако во текот на денот можеби немам доволно време да се посветам и да помогнам на сопругата, меѓутоа она што е утрински ритуал, бидејќи сопругата оди малце порано на работа, јас останувам со мојот син, го спремам и го носим во градинка, тоа е со тоа ми почнува денот, од тука се спремам и ги терам сите оние активности кои што треба да ги завршам во текот на денот. Тоа ви дава и сила, секако. Секако се разбира. Пратениче Спасовски, како и сите други пратеници, и вие членувате во неколку собраниски комисии. Член сте на Комисијата за локална самоуправа, за европски прашања, потоа за транспорт, дигитална трансформација, животна средина и просторно планирање, но членувате и во неколку собраниски групи за соработка со други парламенти, со Бугарија, Холандија, Шпанија и со парламентите на земјите од Латинска Америка и од Карибите. Но сепак ќе се задржиме на оние, на приоритетот за комисиите. На комисиите, каде најмногу се наоѓате во овие комисии? Каде најмногу можете да придонесете и со што? Да, како што кажавте, член сум на 3 собраниски комисии, на Комисијата за транспорт, дигитална трансформација и просторно планирање, Комисијата за локална самоуправа и Комисијата за европски прашања. Би кажал дека Комисијата за транспорт, дигитална трансформација и просторно планирање е една од клучните комисии во Собранието на Република Македонија, бидејќи тука се дискутира и се разговара за закони кои се однесуваат на инфраструктурата, урбанистичкото планирање и дигиталната трансформација на државата. Освен ова, на овие комисии се дискутира за проекти и законски решенија кои што значат подобрување на патната и изградба на патната инфраструктура, подобрување на железничката и изградба на железничката структура, но и дигитална трансформација на државата и урбанистичко планирање на државата. Урбанистичкото планирање е многу важно за развојот на државата, но исто така и дигиталната трансформација е многу битна, што е дел и од реформската агенда на владата на Република Македонија, каде што во иднина ќе се носат многу законски одлуки за дигитализација на институциите, се со цел подобрување на услугите кои што треба државата да ги даде на граѓаните, но и на реалниот сектор. Пратениче, ова емисија наша е граѓаните, нашите гледачи, подобро да го запознаат пратеникот од другата страна. Според Собранискиот деловник, секој петок пратениците имаат должност да се среќаваат со граѓаните. На овие средби, што најмногу бараат од вас? Со што најмногу ве запознаваат како пратеник од вашата изборна единица? Така, пред да одговорам на ова ваше второ прашање, би сакал тука да го спомена во претходното прашање, да споменам и за Комисијата за локална самоуправа. На ова комисија се донесоа 2 многу битни закони, а тоа се закони за финансирање на капитални проекти во општините во вредност од 330 милиони евра, со што од овие средства 3 милиони 300 илјади евра се доделени на општината од каде што доаѓам јас, тоа е општината Крива Паланка, за реализација на 5 капитални проекти кои што во моментот се реализираат во градот од кај што доаѓам. Секако, како што кажавте и за ова прашање за средбите со граѓаните, јас сум можеби единствениот пратеник во собранието на кој што градоначалникот му нема обезбедено пратеничка канцеларија и после 2 официјални барања од страна на собранието, но тоа е негова одлука, така тој решил. Ова не спречува ние да комуницираме со нашите сограѓани. Како што кажавте, согласно деловникот, петок е ден за
комуникација со граѓаните. Ние ова секојдневно го работиме, дали тоа ќе биде на телефон, дали ќе се сретнеме на улица, тука во собранието, во некое кафуле во Крива Паланка, но јас тоа исто така многу често го правам. Овие средби ги одржувам и во партиските простории на Општинскиот комитет во Крива Паланка. Се разбира дека граѓаните имаат различни барања. Најголем дел од барањата на граѓаните се реални. Тие најчесто се од делот на економија, инфраструктура, многу често се одредени имотно-правни проблеми, исто така многу често се за одредени, би кажал, ургенции во одредени институции за некоја потреба или некоја работа што ја имаат во институцијата, но исто така многу се чести прашањата кои што се од локален карактер, кои што е во надлежност на општината, тоа се водоводи, канализации, улици, осветлување и така натаму. Така, околу пратеничките канцеларии, такви побарувања имаат и други пратеници. Значи, собранието работи на оваа тема за отварање на пратеничките канцеларии и да преминеме на третото прашање. Третото прашање е, пратениче, остануваат од овој пратенички мандат уште 2 години. Зашто најмногу ќе се залагате за во наредниот период? Затоа што ова е ваш прв мандат. Ви остануваат, значи, уште 2 години од вашиот прв мандат. На што ќе се посветите? Има една работа која што е многу важна за регионот од каде што доаѓам, но и за Крива Паланка, се разбира и за државата, а тоа е железницата од коридорот 8, делницата што се однесува од Куманово до граница со Бугарија. Таа е почната со градба уште далечната 1996 година, кога јас сум бил прво одделение. Ниту една влада досега, ниту едно парламентарно мнозинство не успеало да го реализира овој проект. Јас сум сигурен дека до крајот на овој мој пратенички мандат, овој воз конечно ќе стигне до Крива Паланка, како што минатата година се пушти во употреба првата делница од Куманово до Белјаковце. Очекувам дека до крајот на мојот мандат ќе се пушти и втората делница во употреба, тоа е делницата од Белјаковце до Крива Паланка, согласно планот на владата. Во текот на оваа година е планирано да се распише и тендерот за изградба на третата делница, тоа е од Крива Паланка до Бугарија, иако знаеме дека претходно веќе се постигна договор за заеднички тунел помеѓу Македонија и Бугарија. Пратениче, сепак времето нели брзо лета, ќе заврши овој мандат. По што би сакале да ве паметат граѓаните? Еве, освен ова што го кажа во делот на железницата, тука би сакал да споменам и еден проект што е од областа на патниот сообраќај, а тоа е експресниот пат од Куманово до Страцин, затоа што експресниот пат од Страцин до Крива Паланка е завршен, со ова да се поврзе од Страцин до Куманово, што многу ќе значи за граѓаните од Крива Паланка, но и целиот регион, а многу е битно нели тука и коридорот 8. Мислам дека ова е многу значење и уште една работа што ќе влијае директно на економската состојба на граѓаните од регионот од кај што доаѓам, како за Крива Паланка, така и за Ранковце, е дека до крајот на овој мој мандат ќе донесеме една сериозна инвестиција во ТИРС зоната во Ранковце, каде што ќе се вработат повеќе од 500 луѓе, што ќе значи подобрување на економската состојба на граѓаните, но и намалување на трендот на иселување. Ви благодарам на разговорот. Ви благодарам на вас.